Се комплицираат локалните избори што одново треба да се спроведат во Гостивар, Маврово, Ростуше, Центар, Жупа и Врапчиште, кои на 19 октомври не го постигнаа потребниот цензус за излезност. Во овие општини процесот треба да почне одново, но како што информираше денеска спикерот Гаши кој ги распишува изборите, ќе мора да се направат дополнителни консултации со ДИК. Прво, како што објасни спикерот, има дилема од кога почнува да тече рокот од 60 дена, дали од завршувањето на првиот круг или пак од завршувањето на вториот круг. Поголем проблем е пак што за дополнителните избори, членовите на ДИК можно е да останат без мандат. Мандатот на членовите на ДИК трае 5 години, на актуелниот состав истекува на 15 јануари. Неумесно би било среде избори да распишам оглас за нови членови на комисијата. Затоа денеувиве ќе имаме средба со ДИК заеднички да го решиме ова во рамките на постојните закони. Сам не сакам да одлучувам, реше Гаши на брифинг. Тој не исклучува резултатите од актуелните локални избори да направат прегрупирање во пратеничките групи во собранието, а најави дури и промени во владиниот состав, согласно најавите на премиерот дека не е задоволен од работата на некои министри. На координацијата кај него бил донесен и став координаторите на партиите да почнат разговори за измени на изборните правила, особено во делот на финансирање на изборната кампања. Согласно за измени, според Гаши дала дури и опозицијската ДУИ, чии гласови се неопходни за консензус и бадантер, а која претходно ги условуваше измените на изборниот законник. Сепак измените на Законот за локална самоуправа, со кои се предвидува граѓанско отповикување на градоначалникот, како и општински полицајци, а кои исто така се заглавени од ДУИ, Гаши вели дека ќе мора да ја чекаат владината реконструкција. Поречи си 2 месеци пауза, пратениците првата посериозна седница ќе ја имаат на 11 или 18 ноември, зависно од пристигнатите материјали. Од денеска во парламентот е и буџетот за наредната година. До 10 ноември ќе се поднесуваат амандмани, а целосното усвојување на буџетот за 26-та треба да биде направено најдоцна до средината на декември. И покрај претисокот од ЕУ за уставни измени, Гаши вели дека не се планира отварање на највисокиот законодавен акт. Сепак спикерот вели дека треба да се искористи можноста и расположението во Унијата за проширување за да ја откочиме евроинтеграцијата. Катерина Нешкова, Сител телевизија.